Зимото веќе одминува, мислам дека повеќе ќе нема минусни температури и мислам дека е време да го припремам расадот за оваа сезона. Како јас го припремам расадот и како му внесувам информација од мене во расадот, ќе видите сега. Ајде ве носам со мене да го испијам кафето и одиме да го правиме расадот, односно од семе да произведеме растение, а од растенијето да добиеме плод кој што подоцна ќе не храни. Ајде одиме сега горе да го приготвиме расадот. Пред да продолжам со видеото, би сакал да се заблагодарам на сите мои членови, кои што несебично го поддржуваат Сонцогор каналот, ви се заблагодарувам од срце, а за сите вас други ве охрабрувам да станете членови, затоа што Сонцогор не е мејнстрим канал, потребна му е директно вашата поддршка, доколку сакате Сонцогор да обстои и да има оваков вид на канал во етерот. Ви благодарам. Поддржате го Сонцогор, станете членови, а ние се враќаме на видеото. Најубав материјал за расад се наоѓа под лисијата, односно тој првиот слој на земјата. Најгорниот слој на земјата е најубав за расад. И јас тој си го употребувам. Може и вака го соберете. Чи под самите лисија првиот слој е секогаш најубав. Затоа е убаво и да се оставаат лисијата, затоа што произведуваат добра земја, односно плодна земја. Само ќе ги растргате лисијата и под лисијата се наоѓа голема количина на убава земја. Ја видите. Оваа земја е најубава земја за расад и јас ја собирам од мојата околина или покрај реката. Иначе убаво и да се фаќа земјата со раци, затоа што содржи антидепресиви и верувате после работа со земја ќе се осеќате многу опуштено и многу релаксирано. Не се плашете од земјата, таа е чиста, таа може да ви даде само нешто. Еве јас си собрав материјал за расад, па ајде одиме сега у стакленикот да посадиме некое семче и да се радуваме на новата сезона која што доаѓа. И сега ќе ви покажам начин на кој што јас го садам. Значи, начинот е многу едноставен. Видовте си, собрав земја или хумус. Тој хумус си го префрлам во саксија.
Потоа зимам семче, му хухнувам. Зошто е ова важно? Затоа што секој од нас има специфичен генетски код или генетски материјал од кој што е направен, па со хухкање во семето, вие пренесувате информација на семето за вашиот генетски материјал и самото семе при растот ќе биде прилагодено на вашата генетска содржина, односно на вас, така да ова растение што ќе го произведете, кој што ќе биде поврзано со вас, а плодот што ќе го даде, ќе има можност вас да ве лечи или да ве надоградува. Затоа јас ова го имам научено од нашите стари, кои што секогаш хухкале на семето, на тој начин пренесувале генетски информација од себе, па потоа го саделе. Јас ќе насадам 3 семчиња сега од патлиџан или домата. И ги садам во триаголник, затоа што и формата во која што се садат е многу важна, па така триаголникот или садењето во три е исто така препорачливо, односно јас го препорачувам и е дел од нашето старо знаење како сме саделе. Потоа додавате само вода, малце вода му додавате колку да се навлажни семето и го оставате да стои. Во првата недела е препорачливо секој ден да се става вода помалку, а потоа можете и на 2-3 дена. Да го тргнам настрана да не ми тече на масата. Ете така, семето си е спремно. Следно го вадиме секој ден и чекаме да никне нов живот, односно да почне новата сезона за садење. Исто така при садењето важно е и да им давате внимание на вашите растенија, односно колку можете почесто да ги посетувате. Јас, например, кога ќе насадам во овој стакленик, приметувам дека кога доаѓам секој ден или неколку пати во денот, да ги видам моите растенија, тие поубаво растат, побрзо. Тоа е еден интересен момент, кој што го имам забележено и би сакал да го пренесам на сите вас, да го правите тоа, да ги посетувате растенијата, да им давате енергија и секако да си ги насадите со ваша информација. Иначе тука се наоѓам во стакленик кој што го правам, како што кажав, од рециклирани материјали. Овој стакленик ми е направен по начин на пасивно грејење, односно на јужната страна имам ставено големи прозори, а на северната страна имам ставено слама. Еве, на северната страна имам ставено слама, така да тоа се нарекува пасивно топлење, односно од таа страна од кај што нема сонце, имам ставено голем изолатор, а од страната од каде што имам сонце, имам ставено големи прозори. Благодарам, а ние се гледаме во некој моје наредно видео или низ нашата убава Македонија. Дотогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.